Школата за лидерство Политеја ја представи третата генерација на учесници, односно ги представи дипломците од својата трета генерација. Овие учесници, односно школата се одвиваше во период од 6 месеци, а учесниците во вкупно 20 сесии имаа прилика да ги усовршат своите вештини. Школата за лидерство и јавни политики Политеја свечено ги представи дипломците од својата трета генерација. Оваа школа е еден од клучните проекти на Центарот за развој и интеграција, а истата се реализираше во периодот од 13 октомври до 4 мај во 4 тематски модули во вкупно 20 сесии, кои ги предводеа повеќе од 20 истакнати предавачи од јавниот и приватниот сектор. Во рамките на овие сесии учесниците имаат можност да се стекнат со практични знаења и кои што во иднина ќе им помогнат подобро да се презентираат себе си на пазарот на трудот, значи во нивниот кариерен развој, кариерен напредок. И школата во секој, значи ова успешно школата започна 30 учесници, а успешно завршија 24. Секој од модулите во оваа школа се состои од 4 сесии, преку кои учесниците во школата имаат можност да ги усовршуваат своите вештини. Би сакал да ги поканам и сите млади луѓе кои што сакаат да се најдат себе си во една креативна, инспиративна средина, да не следат и да се пријават и да учествуваат во идните генерации на Политеја. Заклучно со оваа трета генерација, низ Школата за лидерство и јавни политики Политеја имаат поминато над 100 алумни, кои во иднина ќе бидат дел од планираните активности на школата. Токму за тоа како измина 6 месеци во школата за лидери и јавни политики Политеја, ово утро ќе разговараме со Диоген Хаџикоста-Милевски. Диоген, ти ги имаш сите детали, односно веќе впечатоците се на место, имаше викенд да се средат сите тие работи. Ја представивте и третата генерација успешно завршена за Политеја. Да, на мое големо задоволство, Центарот за европски развој и интеграција продолжува со реализација и имплементација на тој наш проект, кој што морам воедно да истакнам дека е проект изворно финансиран од учесниците во проектот, значи нема некоја надворешна поддршка. Школата успешно ја промовираше својата трета генерација. Во оваа генерација, значи на почетокот започна околу 30 учесници, а школата успешно ја завршија 24. Че имавме некаков критериум во тој процес на селекција, заради тоа што предвиден е број на сесии на кои што мора да се присуствува за да се добие тој сертификат за учество, дипломата за учество. Она што мене ме радува е што оваа година воведовме една нова промена, да речем, значи воведовме структурирање на школата. Имено сите активности во школата беа поделени во 4 модули и секој модул се состоеше од по 4 сесии кои што обработуваа темата на модулот. Со оглед дека Политеја е школа за лидерство и јавни политики, токму и во таа сфера беа дефинирани овие модули, со тоа што првиот модул го носеше името јавни политики, јавен интерес и тука значи ја разгледавме проблематиката која што всушност е поврзана со тој процес на креирање на јавните политики, како јавните политики функционираат како тие се креираат на локално ниво, кои се надворешни фактори во тој процес на креирање на јавни политики и реално имавме предавачи од граѓанскиот сектор, меѓутоа имавме и од академијата и едноставно го абсолвиравме тој процес како се создаваат јавните политики, кој е одговорен за нив и што значат тие за граѓаните. Ке почнеме од почеток. Веќе гледачите може да погледнат фотографии кои што ги имавте подготвено и тоа од самиот старт, веќе октомври, значи ова е самиот почеток на школата, односно на третата генерација. Да, значи овие се првите сесии кои што имаа за цел да ги анализираат јавните политики, значи втората сесија беше со мене, зависноста на политичкиот систем од јавните политики,
односно како тој политички процес натре во општеството делува на врз креирањето на јавните политики. Понатаму имавме Ивана Димитровска од АЛДА, со која што разговаравме за тој процес на креирање на политиките на локално ниво, меѓутоа и во еден поширок контекст како на европско ниво се креираат тие локални политики и со интересни примери ги разработивме идните можности, перспективи кои што ги имаме. Додека со Бранимир Јовановик ги дискутиравме јавните финансии, значи тој процес на финансирање и целисходноста на јавните политики, односно предизвиците кои што стојат пред креаторите на јавните политики во како да ги потрошат парите. Вториот модул беше граѓанско учество и граѓански активизам и целта на овој модул беше да викнеме, односно да учествуваат луѓе кои што на свој начин се репрезенти на граѓанскиот сектор и преку индивидуален граѓански активизам кој што не е поврзан со граѓанска организација, ги мотивираат граѓаните на некаква акција. Во тој контекст беше поканета и Софија Бековска Чачаровска, која што знаеме го направи тој подвиг минатата година, го преплива Охридското езеро. Ова е трета сесија веќе на Политеја. Вие одите напред, се повеќе се усовршувате. Еден пример за тоа воведувањето и на овие модули кои што се нови во ова година. Колку се тоа помага и кај учесниците кои што се еден ваков тип на изучување и поделбата која што ја направивте? Па, искористувајќи ги искуствата на други наши партнери кои што споредуваат слични школи, свативме дека потребно е заради тоа што сепак искуството кое што го стекнуваат учесниците на Политеја ќе им користи понатаму во нивниот кариерен развој, во позиционирањето, како што спомнав, на пазарот на трудот. И за еден работодавец веројатно е многу битно да знае кои се искуства ги има, значи, апликантот. Токму заради таа цел решивме знаењата и вештините кои што се стекнуваат во Политеја да бидат структурирани на некаков начин. И, значи, покрај онаа, да речам, диплома која што е еден символ, ајде условно кажано, за да си украсите некој ѕид, учесниците на Политеја добиваат и додаток на диплома, во кој што, значи, тој е официјален документ, во кој што стои образложение за вештините и знаењата и искуствата кои што ги стекнале во тој еден процес, кои што се едни, да речем, меѓународно прифатени стандарди за оваа форма на образование, зашто сепак Политеја не се стреми да го замени формалното образование, туку таа се стреми да создаде еден, ајде да кажеме, дополнителен фонд на искуства, кои што на младите ќе им го возможат тој процес на транзиција од едукација во вработување. Голем број на професори, голем број на луѓе кои што се значајни во она што го работат, беа дел, учествуваа во предавањата. Колку сето тоа е еден плюс за учесниците, споделувањето на таквите искуства, сето тоа што треба да се знае од една област кога ќе го каже личност која што навистина има едно резиме позади себе. Значи, она што е од самите почетоци на Политеја и тимот се стреми е, значи, ние да искомбинираме ги искомбинираме профилот на предавачите. Значи, секој вид на предавач со себе си носи определени бенефити. Значи, оние предавачи кои што ни доаѓаат од академијата најчесто носат квалитетни теоретски знаења и практични примери. Меѓутоа, реално, ајде, условно кажано, тие се занимаваат со академија и не може да зборуваат за практични искуства, како што, пример, може да зборува некој кој што е собственик на компанија или некој кој што реално секојдневно го работи тоа. Токму заради тоа, ние секогаш се стремиме да направиме еден микс, односно една комбинација на теоретски, значи, предавачи кои што ќе пренесат теоријата за проблематиката, конкретно еве за модулот предприемништво и иновации. Значи, имавме еден дел во кој што беа покриени аспектите на предприемништвото, теоретски аспект. Меѓутоа, исто така имавме и неколку сесии на кои што
наши предавачи беа истакнати предприемачи и луѓе кои што долги години го работат предприемништвото во новие простори и кои што имаат неизмерни практични искуства и совети кои што им ги пренесоа на учесниците, зашто сепак различна е мотивацијата кога вие слушате за некој настан теоретски и кога слушате точно од човекот кој што тоа го преживеа. Од практиката секогаш повеќе се учи. Исто така видов на фотографиите дека тука споделување односно своето искуство го споделија и учесници од првата, односно дипломци од првата и од втората сесија. Значи, Политеја, успехот, да речам, на Политеја, вистинската вредност е токму тој алумни систем на Политеја, заради тоа што ЦЕРИ има идеја сите луѓе кои што биле вклучени во Политеја и го поддржуваат овој наш проект и овие идеи, значи да имаат едно катче, еден простор во кој што ќе можат да продолжат да го добиваат оно што го добиле во рамките на Политеја во времето кога биле дел од некој од генерациите. Токму заради тоа беше развиен тој алумни систем, што подразбира дека конкретно еве сега веќе започнуваме со подготовките за четвртата генерација и во таа четврта генерација ќе постои простор за учесниците на првата, втората и третата генерација, кои што во форма на алумни ќе учествуваат во активностите на сесиите. Тоа подразбира дека имаат отворен пристап, значи на сите сесии кои што ќе бидат спроведени во четвртата генерација. И мислам дека на таков начин се случува и тој трансфер на знаење и искуства, меѓутоа и создавање и јакнење на таа неформална мрежа, зашто во крајна линија таа неформална мрежа која што се создава во процесот на имплементација на проектот, и спомнавте дека Политеја трае 6 месеци, во кои што континуирано еднаш неделно имаме активности кои што траат по 2-3 часа. Значи во тој процес младите се запознаваат меѓусебно, се наоѓаат истомисленици, значи луѓе кои што во иднина кога тие ќе превземат некаква активност, ќе им помогнат во тој процес на спроведување на нивните цели. Ова сесија завршија 24 кандидати, така рече, и ти имаше 27 пријавени, 30 пријавени. Трета сесија успешно завршена, значи ли тоа дека младите континуирано се заинтересирани за да го доградат своето знаење, да имат нешто што повеќе да научат кога е во прашање и предприемништвото, овде способноста за лидерство и сите работи кои што можат да ги научат токму во Политеја? Значи, нашата цел е да понудиме нешто кое што, значи да понудиме вредност, да понудиме содржина, кое што заради определени причини формалното образование не може да ја понуди. И токму од тој аспект се јавува и тој интерес на младите, заради тоа што ние, да речем, содржините на сесиите и темите на модулите ги прилагодуваме во зависност од обштествено-економската ситуација, значи обкружувањето, оно што во моментот е актуелно. Додека, да речем, тоа прилагодување во образовниот процес со оглед на сите програми оди малце побавно. И сметам дека тука е тој простор за кој што за младите интересен, а и во суштина ние промовираме идејата дека промената почнува од нас самите. Дека доколку вие сакате да видите промена околу вас, тогаш треба да превземете некаква акција. Првиот чекор е тој. Значи, вие да работите на себе, да вложите во себе и да создадете околу себе средина која што ќе ви овозможи да ја создадете таа промена. Значи, конкретно до овој момент, имајќи ги предвид, да речем, сите три генерации, во тој алумни систем на Политеја членуваат повеќе од 100 луѓе. Значи, зборувам за млади луѓе кои што го поминале процесот на едукација, ајде ќе речем, во Политеја. Меѓутоа, ако на оваа бројка додадеме и бројката на повеќе од 60 предавачи кои што во овие 3 години биле вклучени во тој процес, а реално каналите за комуникација се отворени,
Тоа е нешто што отвара големи можности за младите луѓе од аспект на информирање, од аспект на првовремени, на времена информација за можности, а исто така и за создавање на тимови и за пласирање на тие идеи, нивно развивање и комерцијализирање. Рече дека освен тоа што учесниците имат можност да слушнат еден теоретски дел од многуте професори, многуте предавачи кои што ги имавте во текот на овие 6 месеци, претпоставувам дека и прашањата, мислењето на учесниците, дебатата меѓу професорот и учесниците е застапена секако. Па идејата е дека значи ние ако јас се прашувам, значи сметам дека имаме уште доста простор во кој што можеме да се подобриме. Еден од аспектите на реализацијата на тие сесии е всушност оставањето на тој простор за дискусија, заради тоа што речиси во најголем број од сесиите имаме еден простор во кој што предавачот, односно тренерот кој што ја спроведува сесијата, има задача да развие дискусија. И во тој процес на дискусија, на површина да дојдат различните ставови. Политеја е замислена како еден критички простор во кој што младите ќе можат да го искажат своето мислење, критички да размислуваат, да го оценат своето обкружување, меѓутоа да не биде тоа само празно, напразно презентирање на некакви негативни ставови, туку напротив, значи во еден таков простор да се обмислат можни решенија за оние проблеми со кои што секојдневно се соочуваме. Токму водени од овие идеи, да не биде тоа само, условно кажано, група на луѓе се собираат еднаш неделно и разговараат за нешто. Значи, тимот на ЦЕРИ и учесниците на Политеја и алумните секоја година организираат активности. Таков еден наш, да речем, настан е таа хуманитарна акција "Твоето малку е некому многу", кој што го организираме секоја година, некаде условно кажано пред крајот на првиот семестар, некаде по средината на декември месец, која што има за цел практична примена на искуствата кои што ги стекнуваат учесниците во рамките на тие теоретски сесии. Исто така, веќе трета година со ред, учесниците на Политеја активно се вклучени во креирањето на тој волонтерски тим кој што е вклучен во реализацијата на интернационалниот фестивал на монодрама во Битола, кој што кој што се организира под покровителство на Центарот за култура, и реално и преку летниот период, значи ние организираме една изложба со љубов од Битола, која што веќе од минатата година има хуманитарен карактер. Значи сето тоа се активности во кои што учесниците на Политеја на волонтерска доброволна база се вклучуваат, меѓутоа се простор во кој што тие ќе можат да ги применат искуствата стекнати во процесот на спроведување на Политеја. Јас предлагам овде да ги слушнеме и мислењата на учесниците, односно нивните впечатоци, доколку ги имаме од режија изјавите на учесниците во третата сесија на Политеја. Како најмлада во оваа школа Политеја научив многу нови работи кои што ќе ми значат пред да го започнам студентскиот живот. Запознав луѓе кои што имаат големи искуства и кои што ме научија да бидам храбра и да искажам своите ставови. Реално беше добро искуство, добра идеја, беше паметно што аплицирав да учествувам во овој проект. Идејата му е добра и продолжи така. Значи, прво за мене Политеја представуваше начин да ги научам некои работи кои што прв пат ги слушам, значи се непознати за мене, и второ, некој начин на приврзаност почувствав, заради тоа што ретко е да собериш група на млади луѓе, а тука мислам дека цела организација, атмосфера е така некако со исполнети млади позитивни луѓе, пред се мотивирани амбициозни. Политеја за мене најпак од се представува одлични нови познанства и исто така инспирација за воведување промени во општеството наше и само подобрување постојано.
Политеја кај мене, па пред се моето мислење за треба би тоа дека сепак постои нешто што е креативно, поучно, инспиративно, стимулативно и инспиративно. Најмногу ми се допадна несебичното споделување на информација од страна на предавачите, кои што беа и од државен, приватен сектор, како и граѓанскиот сектор. Ете, токму од самите учесници можевме да слушнеме дека токму искуството од предавачите е оно што најмногу им оставило впечаток и секако тука, како што рековме, на дебата која што може да ја развија токму со нив. Колку ти си задоволен од тоа како помина еве целовкупно ова трета сесија кога сега веќе позади вас? Па, јас искрено сум многу задоволен со оглед на фактот што 24 од вкупно пријавените 30 успешно завршија. Значи, како што спомнав претходно, имавме некакви критериуми на редовност, учество, значи таа тука разлика 30-24. Меѓутоа, она што сакам да го истакнам е дека јас сум повторно благодарен за посветеноста на тие млади луѓе кои што покрај сите ангажмани и активности кои што ги имаат во своите животи, наоѓаат време да се вклучат во ваков проект и реално да го искористат можноста, меѓутоа и да се вложат себе си, заради тоа што сепак одбираат на еден ваков начин да го потрошат тоа слободно време свое што го имаат. Исто така морам да истакнам, значи не сакам никого поименично да спомнам, меѓутоа меѓутоа сум многу благодарен на сите предавачи кои што беа вклучени во проектот, заради тоа што сите тие добро ја разбраа нашата идеја и мислам дека секој од нив го даде најдоброто од себе, без задршка, без резерва, со цел да им создаде, значи да го збогати знаењето на тие млади луѓе и да им ги просветли, значи да ги просветли, да им ги прошири хоризонтите и видиците за можностите и предизвиците кои што стојат пред нив. Кога сме кај учесниците, можеме и мораме да кажеме дека не се тоа само студенти, значи можат и постарите кои што еве се заинтересирани, веќе четвртата сесија, за неа ќе зборуваме малку подоцна, ќе кажеме веќе кога ќе почнат и се што треба, кои се условите. Па значи реално во тој наш повик за учесници ние наведуваме некаква возраст од 18 до 28 години и тоа е, значи тука влегуваат средношколци, студенти. Кои се претежно оние кои што се пријавуваат? Значи во најголем број на учесниците на Политеја се студенти кои што се во фаза на почеток на своите студии или во фаза на завршување на студиите. Меѓутоа, оваа година имавме и неколку средношколци од кои што јас сум посебно благодарен за нивната посветеност, заради тоа што сепак, за разлика од студентите кои што имаат малку поинаков начин на функционирање, средношколците имаат дневни активности, значи покрај тие училишни активности, средношколците кои што беа вклучени наоѓаа време да дојдат на сесиите на Политеја. Исто така имаме и доста постдипломци кои што се во фаза на завршување на своите постдипломски студии. Меѓутоа имаме и луѓе кои што реално веќе известно време не се надвор од образовниот процес, меѓутоа ја чувствуваат потребата дека треба себе си да се надоградуваат и токму Политеја еден ваков простор, една ваква можност, заради тоа што им помага на луѓето да добијат една јасна слика за себе и за патот кон кој што сакаат да се движат. Доаѓаат ли оние кои што ги завршуваат, еве да кажем, учесници од првата, втората сесија, да се пофалат со некои успеси кои што ги направиле благодарение токму на Политеја? Па, сега вака, значи, поентата не е да се фалиме, меѓутоа значи, во тој неформален круг на комуникација, на дружење,
надвор од она што се сесии, заради тоа што тоа е составен дел на Политеја. Да, многумина од нив веќе полека, значи луѓето кои што се дел од првата генерација, заради тоа што значи тие луѓе кои што имале 23-25 години тогаш, сега веќе се 28-29, значи веќе влегуваат, ги започнуваат своите први работни ангажмани, така да ги споделуваат искуствата. И дел од нив се на позиции кои што во иднина ќе им овозможат тие да бидат наши успешни предавачи, заради тоа што во овој процес неколку годишен тие се стекнуваат со искуство. Така да сум многу благодарен и често пати, да речем, тие се она, да речем, ајде, условно екстра вредност која што се додава заради тоа што кога ќе имаме некој предавач и сега алумните се присутни во тој процес на дискусијата, ќе се вклучат во дебатата со примери свежи од нашето обкружување овде од Пелагонискиот регион и на таков начин сета таа дискусија ќе добие многу по да речем материјален карактер, значи на нешто што стварно можеме да го разбереме и да го објасниме. Согледувајќи ги учесниците од сите овие 3 сесии, можеме ли да кажеме дека младите, еве конкретно од овој регион, се желни за учење, да го надоградат своето знаење, а со тоа да си најдат и подобро место на пазарот на трудот денеска? Значи, она што сакаме, да речем, проектниот тим на Политеја и Центарот за европски развој и интеграција на нашите мисии е да создадеме една клима која што ќе им овозможи на младите да успеат во нивната средина. Значи, ние сме свесни за тој силен тренд на иселување на младите, на напуштање на Битола. Меѓутоа, ние се обидуваме да најдеме некаков начин да ги, ајде не да ги врземе младите, меѓутоа да ги интегрираме во тие општествени процеси со што ќе им создадеме поголема можност за успех овде. Заради тоа што, како што јас велам многу пати, иднина има само едно општество кое што вложува во своите млади луѓе. А реално Политеја е еден таков проект, еден таков систем, заради тоа што искуството кое што го имаат предавачите од академијата, меѓутоа и они од бизнис секторот, значи му пренесуваат практични искуства и совети на младите како тие можат да успеат овде. Доколку ние успееме 5 од тие млади луѓе кои што се дел од Политеја да ги задржиме овде, да создадеме кај нив желба да промениме нешто овде во нашето обкружување, тогаш ние сме успеале да ја оствариме нашата цел, заради тоа што на еден подолг рок на имплементација на овој проект 5-10 години, значи ќе имаме некаква промена на една група на луѓе кои што ќе имаат јасна визија кои се инструментите за ние да го направиме ова наше обкружување подобро. На 4-та сесија, предпоставувам, веќе се работи, подготовките се тука, ќе има ли некоја новина, еве да кажеме кога ќе можат сите оние кои што се заинтересирани веќе да аплицираат, да се запишат? Оно што го заклучивме од искуствата во претходните генерации е тоа дека ќе пробаме еден малку условно кажам на нов пристап, заради тоа што некако луѓето таков е тој феномен кај нас, значи отпосле дознаваат дека се случил повикот. Токму заради тоа решивме ова година да има 2 повици, значи едниот ќе биде објавен негде втората половина на месец август, меѓу 15 август и 1 септември. И ќе имаме втор повик кој што ќе биде отворен некаде од 15 септември до 1 октомври, заради тоа што традиционално Политеја започнува со своите активности во втората половина на октомври и имаме активности некаде до средината, односно крајот на месец април наредната година. Предвидено е во наредната генерација, значи бројката повторно ќе остане иста, околу 30 на учесници, заради тоа што, значи како што спомнавме, составен дел од Политеја и се алумните, а тие веќе се на број околу 15 на 20 кои што постојано учествуваат во сесиите и реално условите каде што ја реализираме Политеја и тој принцип на дебата не дозволува
група поголема од 30 на луѓе. И во тој контекст, значи затоа таа бројка ќе биде 30, со што дел од кандидатите ќе бидат селектирани на првиот повик, дел ќе бидат селектирани на вториот повик. Ќе имаме промени доста, значи во аспект на содржините, заради тоа што од искуствата и од разговорите со учесниците на тековната генерација, меѓутоа и со алумните, она што на младите им е потребно е кариерно насочување и кариерен развој. И токму ова наше искуство кое што ние го стекнавме во овие 3 години, ќе се обидиме да го имплементираме така да веќе наредните генерации, значи наредната 4-та генерација на Политеја, ќе даде еден поголем простор на тој кариерен развој и како вие да ја усовршите и да ја напредите вашата кариера или едноставно да научите, да откриете за себе кој е она област во која што вие ќе бидете најдобри. Се надевам јас дека еве ќе ги потикнеме сите оние студенти и средношколци кои што ќе сакаат да бидат дел од 4-та сесија, ќе го направат тоа, имаат време се уште. Многу успех за успешно реализираната 3-та сесија и се надевам и ви посакувам уште многу успешно реализирани сесии и секако дипломци на Политеја. Јас ви благодарам за убавите желби и ви посакувам и вие да продолжите со вашата работа и тоа партнерство да продолжи заради тоа што единствено медиумите се тие кои што ќе ја пренесат пораката на овие изворни граѓански проекти и ги поканувам сите оние млади луѓе кои што сакаат да бидат дел од еден ваков креативен простор, да не следат на Facebook и на интернет и да се информираат за можностите кои што ги нудиме преку Политеја, а како што споменав, значи наскоро ќе следат и тие повици за 4-та генерација. Секако ќе ги кажеме и тука ќе видиме и за тоа. Ти благодарам, Диоген, уште еднаш.